Денес е светски ден на аутизмот, ден кога на сите социјални мрежи, на сите медиуми, ќе зборуваме за инклузија, за прифаќање на децата со аутизам, за емпатија кон тие деца, за почитување на различностите и така натаму. Биди свој на повеќе наврати има продуцирано и емитувано подкасти на тема аутизам, разговарано со повеќе експерти, доктори, искуства од луѓе компетентни за аутизмот, со цел да се подигне свеста во јавноста за тоа што значи да се живее и да се биде родител на дете со аутизам. Но денес мислам дека на најдобар начин да го обележиме денот на аутизмот е со споделување на мојата лична приказна. Да, јас исто сум мајка на дете со аутизам. Мајка која се бори во овој суров свет со сите предизвици со кои се соочува еден родител на дете со аутизам. На самиот почеток ќе кажам дека многу е едноставно да се зборува за инклузија и за прифаќање, се тоа е во ред и ги поддржувам сите оние медиуми и организации, институции кои се борат да се подигне свеста кај луѓето и да се направи светот да биде подобро место за живење на децата со инклузија, но многу често забораваме да дискутираме на моментот за прифаќање во однос на тоа колку родителот на дете со аутизам прифаќа дека неговото дете има аутизам. И секогаш кажувам и повторно ќе кажам, не е срамно да се каже дека имаш дете со аутизам. Срамно е да се скриеш зад вистината, а да дозволуваш своето дете да биде оттргнато од другите деца од средината, да не го прифаќаат за тоа што самиот родител го нема тоа прво и основно прифатено, да не се зборува гласно и јавно за тоа. И за жал живееме во мала средина и средина во која што сме многу често предмет на озборување од другите за тоа како ние мајките на децата со аутизам ги гледаме. Многу често знаат да кажат дека не е добра мајка од причина што еве работи и не се грижи по цел ден за своето дете. Не е така. Најдобро јас го сакам моето дете. И нормално е, нели, кога на дете му повикуваш по име, тоа треба да се заврти, да реагира, или кога сакаш да си игра со играчки. Јас почнав да приметувам дека мојот син не реагира. И кога го викаш на име не реагира, и кога му даваш играчка не реагира. Но постојано се залажував со моментот дека е рано, дека има деца, нели, кои се развиваат и подоцна, кои прозборуваат подоцна, па во разговор со други родители, рано е се уште, не се секирај. Меѓутоа, да бидеме искрени, секоја мајка, секој родител чувствува кога со своето дете нешто не е во ред. Истото го чувствував и јас. Така да мислев дека ќе помине, но со тек на време, после некои 9-10 месеци, почнав да посетувам дефектолог, логопед, со намера да една контрола да се направи и да се провери дали е во ред се со моето дете. За жал, не добив од никој посебна поддршка или одговор дека треба нешто да се преземе со мојот син, затоа што е се уште рано. Но не е така, и затоа апелирам до сите родители кои ќе почувствуваат и мало отстапување од она нормално функционирање на едно дете или нормален развој на едно дете. Посетувајте и доктори, и логопеди, и дефектолози, затоа што нешто се случува, дефинитивно нешто се случува. Мојата грешка како родител беше што ми беше тешко уште од самиот старт да прифатам дека моето дете може би има аутизам и некако ме преовладуваат и информации дека се е во ред, ќе проговори подоцна. И тоа беше еден период од година дена. Одевме по бројни дефектолози, логопеди и институции, и насекаде беше одговорот дека е мал, рано е. Сега во меѓувреме што се случуваше со моето дете,
тоа постојано плачеше. Имаше 2 години поред непреспиени ноќи, исто и со него, меѓутоа јас како мајка морав да работам и воопшто не е лесно да се оди на работа кога не си наспиен и кога треба да се вратиш кај твоето дете дома и да бидеш расположен и да бидеш среќен, затоа што верувајте, тие чувствуваат многу повеќе и од децата кои не се атипични, затоа што тие сакаат искрено, чувствуваат искрено и знаат кога родителот не е во ред. Така да си дозволив, пак ќе кажам, на моја вина и не случајно го споделувам тоа со вас, за да не дозволите и вие да дојде период од 2,5-3 години, па тогаш да се оди по доктори и институции, затоа што тогаш ќе биде веќе касно. Се случи момент, мојот син беше 2,5 години, тој се уште нема никакви знаци ни за говор, си живееше во свој свет, воопшто не се обраќаше на името, не комуницираше со мене, се уште носеше пелени. Започнавме со третмани, со неврофидбек третмани, кои имаа некаков вид на резултат, но не беше тоа вистинското. Пак ќе кажам, јас како родител чувствував дека нешто не е во ред, но моментот на прифаќање дека имам дете со аутизам се уште не беше дојден. Се случи тоа на полни 3 години, да отидам кај вистинските, според мене, вистинските дефектолози и логопеди, да открием дека моето дете, вистина е, има спектар на аутизам и дека треба да живеам со тоа. Не беше лесно, затоа што да ти кажат дека ќе имаш атипично дете и ќе живееш цел живот со тоа, навистина не е лесно. И затоа не ги обвинувам родителите кои бегаат од вистината или не прифаќаат. Знам дека не е лесно и не е за осуда никој, но едноставно со зборување на своји лични приказни и своји лични искуства се надевам дека ќе допрам барем до некој од нив и ќе помогнам во тоа да ја прифатат таа судбина и да живеат. Верувајте, на тие деца со аутизам сте им потребни повеќе како среќни родители и родители кои ги имаат прифатено, отколку да живееме во заблуда дека тоа ќе помине, тоа е период. Се сеќавам на докторката кога прв пат се сретнавме во Скопје, ми кажа Мери, најверојатно ќе се открие, ќе се докаже дека има твојот син спектар на аутизам, ќе се бориш за таа диагноза и ти цел живот ќе живееш со тој спектар на аутизам кај синот. Ми требаше можеби година дена да прифатам. Јас да бидам искрена се трудам, не сум сигурна дали се уште сум комплетно свесна за тоа. Меѓутоа се трудам, тоа треба да го направи и секој еден родител со цел да помогне на своето дете. Верувајте, многу е полесно кога знаеш дека аутизмот е состојба, не е болест, и дека твоето дете ќе биде цел живот атипично, и тоа е многу полесно кога ти знаеш и се движиш во правата насока и се консултирате со сите лица и дефектолози, логопеди и психолози со кои треба да соработувате за да може полесно да функционира и самото детенце и вие во светот. За жал, во систем во кој живееме, колку и да зборуваме за инклузија и за прифаќање, да бидеме реални, се уште нема инклузија, нема прифаќање на тие деца, затоа што се уште можам да кажам дека мојот син сега е во подобра фаза
има напредок во однос на социализацијата, но имаше моменти кога беше мал, кога ќе отидевме во маркет, например, тој знае да трча околу маркетот постојано и да цика. И луѓето, знаеш, те гледаат како мајка која не знае да си го воспитува детето или која не води грижа за детето. На почетокот тоа болеше кога ќе го кажат или ќе слушнеш кога некој зад грб ти го зборува, но со текот на времето сваќаш дека во ред тие луѓе не се биле во близина на дете со спектар на аутизам, не ги знаат симптомите и прифаќаш дека во ред е и тоа да го зборуваат. Најбитно од се е како ти се чувствуваш и дали е детето во моментот среќно. Секогаш се водам од таа приказна. Или имаше случаи кога ќе седневме во кафетерија на кафе, па тоа знае да не седе мирно, па станува, си бара нешто свое, па знае да трча околу. И, знаеш, има моменти кога ги гледаме луѓето околу нас, те гледаат некако со негодување, па те зборуваат, но се тоа е во ред се додека вие како родители, еве јас како родител, го имам прифатено дека мојот син има спектар на аутизам и тие однесувања се карактеристични за тоа, но не значи дека мојот син не треба да живее како другите деца. Така да го внесувам комплетно во сите сфери на социализација и покрај сите препреки нормално кои ги имам. И би дала една препорака на сите родители: не ги чувајте децата дома. Значи, многу подобро е кога едно дете со аутизам ќе биде во група дечиња или ќе биде во градинка или ќе биде во училиште, отколку да биде затворен од дома и да уназадува во тој процес на развој. Затоа што тие имаат чувства, тие се интелигентни и сите тие знаат да комуницираат, но на свој одреден начин. Сега се присетувам и на момент кога бевме на црква со моето синче и нормално таму е тишина, мирно, нели, никој не разговара се. Треба да си мирен, но за жал моето синче имаше периоди кога во ниту еден момент не можеше да биде тих. Постојано цикаше. Јас влегов во црква, имаше неколку луѓе кои ме опоменуваа неколку пати. Извади го надвор, овде е мирно, овде е тишина. Жално е што јас морав да излезам со детенцето, затоа што луѓето околу не можеа да прифатат дека тоа е дете со аутизам и нормално е тоа дете да испушта гласови и да остане до крај, затоа што е Божји дом тоа. Секако, јас реагирав во таму, помеѓу службените лица, дека тоа се случува. Најдов на разбирање дека тоа е Божји храм, дека моето синче треба да биде дел од тој Божји храм и да не ги ставам сите овие зборувања и негодување од луѓето пред мојот син. Така да поминав и преку таа препрека, продолжив да го носам затоа што имав искуство дека со ваква црковна музика се смирува моето синче и убаво му влијае. Во моментот се присетувам и на друга ситуација. Кажав веќе дека јас сум мајка која работи и кога ниту еден ден немам останато без работа. Постојано работам затоа што реалноста е таа, без финансиски средства не може да се грижиме посебно за вакви деца со посебни потреби. Имаше случај кога морам да носам документи во една јавна институција и моето синче е постојано со мене, кога не е во училиште или во градинка. И доле обезбедувањето не ме пушти. Со изговор дека во оваа јавна институција не смеат да влегуваат деца. Имавме
натегање околу тоа дека јас имам дете со аутизам и дека тоа дете нема кој да го гледа и морам јас да се грижам постојано за него и морам да дојдам и да го доставам тој документ. Нема друга опција. За жал не ме пуштија во таа институција. Јас морав да наоѓам начин, да наоѓам некој да се погрижи 15 минути за тоа дете, за да можам јас да се качам догоре до соодветната институција да доставам документ. Така да, тие се тие права за кои ние, родителите, треба да се избориме, да ги добиеме за нас и за нашите деца. Да не бидеме дискриминирани во никој поглед, а многу често се случува тоа. И со таа цел ги кажувам сите примери со кои јас се соочувам како мајка на дете со аутизам, а верувам дека и сите други се соочуваат и од таа причина не излегуваат, ги чуваат децата дома, детето не се социализира, не напредува. Мислам дека е тоа само полошо за самото дете. Така да бидете храбри, бидете силни, бидете реални, прифатете ја вистината дека да се има дете со аутизам е дар Божи. Така ми кажа мене мојот отец. И јас секојдневно го повторувам тоа, дека тие знаат вистински да сакаат, се отворени, искрени дечиња, тие се дар Божи. И тоа е она што ме води во животот. Пак и се вратам на моментот кога родителите имаат проблем со прифаќањето. Би кажала дека и самиот систем и институциите не обрнуваат доволно внимание или не се грижат всушност доволно за самите родители кои одгледуваат деца. Затоа што многу битно е таа психолошка поддршка на родителите кои треба да се грижат за тие деца, но за жал ние се уште го немаме во нашиот систем, во нашето општество. Ние треба сами, на приватно да си бараме, јас да одам да разговарам со психолог, да ги кажам сите проблеми со кои се соочувам јас како родител за моето дете, па да ми даде помош, тоа предпоставувам треба да биде обврска на самата држава, институции, за да може да го олеснат животот на родителите и на децата. Има случаи кога од премногу брзање или премногу нервоза, моето дете не знае да зборува, се случува да немам трпение со него, а тоа постојано те влече за рака, затоа што начинот на комуникација со него, ако сака нешто, тој те влече за рака, или евентуално оди сам, па ќе направи некоја белја, па ти тука се фрустрираш, се нервираш и тоа се моменти, јас верувам дека на секој родител му се има случајно моменти кога детето е нервозно и кога не може да искомуницира со тебе и да ти каже што сака. И тука се ствара тој хаос и тој психички хаос во главата, и овде мислам дека ни се најпотребни таа психолошка помош на родителите за да може да го пребродиме тоа. Во однос на прифаќање на родителот, ќе кажам една ситуација кога јас и мојот сопруг за прв пат отидовме во Скопје, се сеќавам. Докторката почна да не прашува како комуницира, затоа што мојот син кажува, има моменти кога знае да каже и баба, и мама, и некои зборчиња, но тоа секако не е насочено, и јас сум свесна за тоа. За жал, мојот сопруг настојуваше да објасне дека не е до тамо ситуацијата, дека не е толку да не може да зборува. Јас му реков да, то толку е, прифати, и треба да бидеме заедно во таа криза. Така да, во рете, еден од родителите да не прифати дека детето има аутизам, а еден од родителите да биде сосема свесен и да се поддржуваат еден во друг. Често знаеме да прочитаме или да слушнеме лични искуства од други родители дека
браковите завршуваат со кога ќе се напише диагноза на дете со аутизам. Да, тоа е точно, затоа што овде настанува нарушување во бракот. Баш од таа причина. Некој прифаќа, некој не прифаќа и овде поддршката или силата кој треба да си ја дават еден со друг родител, за жал ја нема. На крај успех е, затоа што ние како фамилија, и јас и мојот сопруг и мојата поголема ќерка, после долги разговори, ја прифативме ситуацијата со нашиот син и сега на секој на свој начин се грижи за нашето синче. Придонесуваме за и тој да биде среќен. Не треба никого да обвинуваме, ниту да осудуваме, затоа што не размислуваме сите исто кога станува збор за аутизмот и не може секој да се носи со тие предизвици и проблеми. Од друга страна, јас никогаш не сакам да кажам дека крив ми е системот, крива ми е државата, криви ми се луѓето, зашто мојот син има аутизам. Едноставно треба да се прифати тоа и треба да се бориме за тоа. Имаш два правци по кои можеш да се движи, барем јас така гледав на работата. Можеш да седеш дома, да дадеш отказ од работа, да си седнеш дома со својот син и да се сожалуваш и да ти се криви сите институции и системот и она што не функционира и немаш помош од државата, а другиот пат е да бидеш борбен и многу често знаат да кажат ти си силна жена, нели? Во ред е тоа, но кој стои за таа силна жена? Стојат многу тешки одлуки кои се имаат донесено. Па ќе кажам, во мала средина сме и многу често знаат да кажат зошто не седи дома, не си го гледа детето. Не е начинот тоа да се седне дома со дете со аутизам и да се оплакува таа ситуација. Најдете начин да се изборите со таа ситуација. Јас мислам дека го одбрав тој пат, се борам, не беше лесно ниту да се добие диагноза на дете со спектар на аутизам. Сите тие кои поминуваат низ тие врати, родители, знаат дека воопшто не е лесно да се добие таква диагноза спектар на аутизам, но ќе бидеш упорен, ќе дадеш се од себе, нема да се откажуваш, затоа што нашиот систем бара многу упорност. Не е доволно само да кажеме, ама јас барам. Не, бара многу упорност за да се дојде до одреден степен каде детето ќе ги добие своите права и ќе биде прифатено во самото општество. Има асистент со кој работи. Благодарна сум на обкружувањето кое во животот знам да кажам ништо не е случајно. Сите луѓе кои се појавуваат околу животот на мојот син и јас не се случајни, се случува да има прекрасен асистент и училиштето во кое оди, децата го прифаќаат, но го прифаќаат како резултат на начинот на кој, барем јас така мислам, отворено, уште од првиот ден на училиште, разговарав отворено и со родителите и со децата. Мислам дека тоа е единствениот начин да се пристапи и до родителите и до децата, за да може и твоето дете, атипично дете, да биде прифатено во таа средина. И најчестите прашања и се уште се, кога ќе проговори? И јас имам надеж и им кажувам, ќе биде уште малце. За жал, тоа никој не може да го предвиди. Имам отидено на многу и невролози, и психолози, и логопеди, и дефектолози. Насоките се постојано да се работи физичка работа, нели, да се работи со дефектолог и логопед. Дали воопшто ќе проговори и како ќе биде понатаму, тоа ниту некој може да го предвиди, ниту да гарантира, ниту да даде конкретно диагноза.
Она што ми сите компетентни лица ми го кажуваат дека Мери, тоа е широк спектар на аутизам, има повеќе особености кои ги одликуваат тие дечиња и не може да се дефинира. За жал, нема лек за тоа е состојба со која мора да живеете на цело семејство и ние. Има и друга ситуација, го праќам на спорт. И таму, за жал, имаме дечиња кои се уште го гледаат како дете кое не припаѓа овде или не треба да биде овде. Верувајте, на самиот почеток тие го буткаа на страна и му викаат ти не си за овде. Не е лесно да го гледаш тоа како родител, но пак ќе кажам, ако не сме ние да се избориме за тие деца, нема да може да живее во животот. И овде беше голем предизвик јас да застанам да разговарам со сите тие деца. Тренерите секако нели го имаат прифатено, но се разговара и со малите дечиња дека тој не е болен, тој не е нешто поразличен или не треба да го отфрлуваат. Едноставно не зборува и ќе се најде начин да комуницираат. На прав пат сме, се надевам дека и таму ќе биде мојот син прифатен како што треба, затоа што и тој заслужува да живее како и другите деца. Жално е што се повеќе и повеќе бројката на деца со спектар на аутизам се зголемува. Тоа не го кажувам како некое лице кое работи во одредени институции и не тврдам бројка, меѓутоа знам од споделени искуства на родители. Но од друга страна, жално е што гледам и родители кои не го прифаќаат тоа и не сакаат да си признаат дека детето има проблем. Верувајте, пак ќе кажам и на почетокот на разговорот, кажав дека не е срамно да признаеш. Срамно е да не се грижи за твоето дете. Затоа што тежината детето секако ја има. Олеснете му барем малку со тоа што ќе си признаете самите себе, ќе признаете на заедницата, а тие, верувајте, ќе ве прифатат. Се е до нас. Секогаш кажувам дека се е до нас, до начинот на кој ние гледаме на работите и во разговор со една психотерапевтка ми кажа дека Мери, најбитно е ти да си среќна, па потоа и твојот син ќе биде среќен. Така да се водам од тие совети, клучни реченици кои ми ги имаат кажано луѓе со кои имам разговарано и затоа многу често јас воопшто не се срамам да кажам дека имам дете со аутизам. Многу често разговарам со сите родители до кои можам да допрам и да им кажам моје искуство, мој совет, за тоа што треба да бидеме искрени и да си разговараме еден со друг. Така да сите се соочуваме со огромни предизвици или се сеќавам во една кафетерија затоа што не зборува, меѓутоа знае каде стои водата и тоа отиде да си земе вода и наидовме на огромно недоразбирање таму на самиот шанк, демек невоспитано дете, земи си го детето или прибери го детето, но јас им кажав, извинете, тоа не зборува, дајте му само вода, ве молам, нема трпение да почека да се услужи на маса. Немаше разбирање и во тој момент. Се тоа примери кои сакам јавно да ги кажам, затоа што верувам дека голем дел од родителите се соочуваат со такви проблеми, но јас барем не се откажувам од тоа. Се борам и мојот син се бори, знам дека е херој. И мислам дека ќе успее во таа негова борба, затоа што тие деца имаат некоја посебна енергија,
посебна љубов и посебна сила. Замислите, тие треба многу повеќе да се потрудат од секое друго типично дете за да го добијат тоа што го сакаат. Имаме нормална асистентка во училиште и таа знае често да сподели со мене како мојот син, за да го добие тоа што го сака, прави надчовечки напори, покажува, ја влече за рака, станува, прави се за да го добие тоа што го сака. Така да, тие деца мора да ги прифатиме, мора да бидеме трпеливи со нив, да им укажеме на сите други дечиња, типични, дека доколку се најдат во средина со тоа дете, треба едноставно да му помогнат, а не да бегаат од нив. Многу често се случува да бегаат од моето синче, порано почесто, сега да, меѓутоа јас сум секогаш упорна, објаснувам дека не е болно моето дете, дека слободно може да му се приближат. А верувајте, има случаи кога децата знаат и да го оттргнат, да си играат сами, а тоа стои на страна. Имав моменти во градинка кога го немаше на ниту една слика. И често знаев да прашам и негователки и зошто го нема на слика, ама знаеш, тој не седи мирен. Ако малку само се потрудат, тој знае и да застане, тој знае и да... Но битна е комуникацијата со него, битно е трпењето. Затоа што, кажав, сите ние зборуваме за инклузија, но вистински дали се применува инклузија во нашите институции, јас би кажала не. Не е тоа нешто лично да се... Не сакам никого да навредам или да кажам, затоа што инклузија во вистинска смисла на зборот да се примени, пред се треба да имаме обучени луѓе за тоа. Не се виновни негователки во градинка кои не се обучени за како да ги третираат и како да работат децата со аутизам. Не се тие виновни што не можат да се справат со тие деца. Секогаш кажувам, треба апел и еве и повторно апелирам до сите институции и сите надлежни, да не бидеме само на лист хартија дека има инклузија, да не бидеме само изјави на медиумите и на портали и на социјални мрежи дека да, се бориме за инклузија и прифаќање. Направете го тоа. Затоа што да, во секоја градинка вклучена е инклузија. Моето дете одеше во градинка затоа што има право да биде во градинка иако има спектар на аутизам. Но третманот таму не личише на третман на инклузија. И секако извинете за сепак родител сум, знаат да надвладеат емоциите, но тоа е нормално. Во ред е некогаш да не си во ред, кога зборуваш за вистинска приказна и вистински емоции и пред се за својот син. Нормално е така да се чувствувам, нели? Разберете ме. Пак ќе кажам благодарност до овој стручен тим кој работи со мојот син. Имаме огромен успех, благодарна сум. И благодарна сум на мојата фамилија кои ме поддржуваат, затоа што во вакво едно сурово општество тешко е да се опстане сам. И се надевам дека на овој начин, најдобар можен начин, го обележуваме денот, светскиот ден на аутизмот и ќе дадеме придонес за да се промени нешто во општеството. Ако ништо друго, тоа му го должам на мојот син.